Едном од оваа сесија на констатација на прашање околу топонимите. Па видите, едното е законната рамка и друго е политичката волја. Не само по рамковната конвенција за заштита на човековите права, туку и по други, како Универзалната конвенција и други, што зборуваат за почитување на идентитетот. Во ова идентитет и во културниот идентитет, да кажем, на едно малцинство спаѓаат сигурно и топонимите. Видите, има вистина и во сето тоа што рече вашата слушалка, зошто не ќе да ја ратификува рамковната конвенција, меѓу другото заради тоа што има и мониторинг механизам. Значи, кога ќе ја ратификува, тогаш треба секоја година во суштина Грција пред Советот на Европа да приложува какви чекори прави во ова насока на подобрување на статусот на малцинствата во самата Грција. Но проблемот во Грција е по-комплексен и по-длабок кога зборуваме за ратификување на рамковната конвенција, значи за чекор напред кон признавање на национални малцинства. Колабира грчкиот мит. Добро, Тодоровски, дали мислите дека Македонија прави или не прави доволно низ европските институции, Советот на Европа, судската заштита на националните права во однос на заштитата на културниот и националниот идентитет на македонците во соседството? Добро. Не го имало предвид само скандалот со Советот на Европа со претходниот Шуймаер околу одредувањето на користењето на инструкцијата околу името. Да. Па добро, таа беше многу интересна заради тоа што де факто сите македонци надвор од Македонија можеа најслободно да го користат терминот македонец и македонски, меѓутоа не и македонците од Македонија. Како се декларирате во Страсбург? Во сите наши настави како македонци од Грција или припадници на македонското малцинство во Грција. Повелете, поведовшите Тодоровски? Благодарам. Значи, да, тоа беше еден специфичен проблем и тој релативно брзо и успешно се разреши, се разбира и со помош на редица невладини организации кои што многу силно реагираа, но и новинарите и така натаму, така што дипломатијата имаше добар бекап во таа ситуација. Што се однесува до ова што го прашувате, јас би сакал да кажам дека си избегнам такви констатации доволно многу, малку и така натаму. Она што за мене е известно дека Македонија повеќе години се трудеше многу на планот на мултилатералните конвенции и меѓу другото, да така кажеме, и ги изнесуваше проблемите што на тој начин се одразуваат и во меѓусебните односи на Балканот, доколку се нема ратификувана една определена конвенција. Грција во меѓувреме пристапи кон, да речеме, имунитетните конвенции на Советот на Европа, ама тие даваат имунитет на лицата што ќе излезат пред Европскиот суд за човекови права, што беше една голема придобивка од проста причина што Сидеропулос во една ситуација пред да биде ратификувана таа конвенција не можеше да се врати во Грција, му висеше казна затвор. Веќе исчекоре и меѓународниот пакт, односно меѓународниот пакт за граѓански и политички права, што со години Грција избегнуваше да го ратификува. Сигурен сум дека наредниот чекор би требало и би морала да биде рамковната конвенција. И да, оправдана стравот, таа е да така кажеме, концентрирана и единствена, например, која специфично ги спомнува топонимите. Тоа колешката Фросина, ако не се лажам, сосема точно го констатирала. Таму е тоа кажано, не во другите. Така што таа би значува еден навистина радикален пресврт. Меѓутоа, да бидам искрен, она што значи политика на Македонија е не да се отвараат фронтови и билатерално да се караме, туку да се користат тие мултилатерални механизми, а сега да влеземе во една фаза кај што соработуваме не во функција на било што друго или да отвараме некои историски теми, туку баш оно што го спомнавте обајцата и Ефтим и Павле, а тоа е подобрување на нивните животни услови. И една од клучните работи што денеска, за разлика од порано, кога тоа и не можевме ниту да сонуваме, е дека сега прашањето за македонското малцинство или македонските малцинства
како сакате кажете, ние можеме со полна слобода да го ставаме во политичката агенда на нашите политичари, тие тоа да го изнесуваат, тие тоа да го кажуваат. Значи, изјавите на, овие што ги спомнавме, Михо Бакојани и така натаму, беа непосредно по доаѓањето на Месич, кој што тука слободно зборуваше за хрватското малцинство и за македонското малцинство. Хрватска се отвори почесен конзулат и така натаму и така натаму. Значи да, малцинствата може да бидат мост. Поштовани гледачи, само еден момент, јас сега ви предлагам да видите една сторија која не зборува само за тоа дека македонските студенти студираат, например, во Бугарија, во потрага по начините на европско или поевтино студирање и така натаму, туку еден обратен процес, особено на децата на нашите сонародници од соседна Албанија, кои во изминатиот период со финансирање и на македонска влада студираат на македонските универзитети. Како тие го доживуваат својот национален, културолошки и цивилизацијски бекграунд. Се викам Јан Николевски, потекнувам од Мала Преспа, Албанија, студент сум на правниот факултет при Одсек на политички науки, редовен студент 4-та година, значи, на политички науки. 5-то до 8-то деление заврши во село Долна Горица, каде што се преселивме од Пустец, исто тоа општина во Мала Преспа. Завршив 8-то деление, значи, во Долна Горица. Потоа, за средно образование решив да се запишам и се запишав во средното училиште Свети Климент Охридски во Охрид, во гимназија на природно-математичка гимназија. Тука учев, значи, 4 години. Откако завршив средно образование, се одлучив да се запишам исто така, да продолжам да го студирам моето образование, да продолжам на македонски јазик. И така на почеток се изгледаше чудно, се додека така прва година ми помина малце во запознавање на другарите, на врсниците. Прв пат ми сум учел на албански, па морам, викам, онака си ги преведувам мислите и контекстот на книгата, само онака, значи ги префрлувам македонски на албански да ми станат работите јасни како тоа. На почеток малце ми беше потежок јазикот, бидејќи јас, мојот мајчин јазик е македонски јазик, меѓутоа нашиот дијалект е малце поразличен од литературниот македонски јазик, бидејќи сме и како отфрлен дел од општеството, од македонското општество, затоа што живееме надвор од границите на Македонија, а сепак мило ми е драго што сепак го имаме зачуван стариот македонски јазик. Во Македонија, значи, сум примен како владин стипендист. Од него сум јас, значи, има многу студенти кои што се со македонско потекло од соседните земји на Република Македонија. Имаме случајно договор со Министерството за образование, така што тоа ги покрива трошоците, значи, за партиципација, школарина што ние и хранарина исто така во студентскиот, бесплатно сместување во студентски дом, исто така и доделување на стипендија од вредност на 3000 денари секој месец. Според договор ни пишува вака: после завршувањето на студиите, секој студент мора да се врати од земјата кај што потекнува. Јас кога би размислил така подълбоко, кога би се вратил, не гледам некој иднина таму. Дали животот никогаш не се знае како водите ќе не однесат, така што се надевам дека ќе останам на Македонија.